Денеска уште едно бебе на клиниката за детски болести почина. Имало 13 месеци, а по потекло тетовско. Во овој случај немало хронични заболувања, а тоа пред 3 недели било на клиниката заради ургентен преглед. Сакам да ве известам за уште еден немил настан кој ще случи во текот на неделава. Бевме сведоци на уште еден смртен случај на 13-месечно дете од околината на Желино, село Палатица, при што ве известувам дека детето до 21 јануари заради други тегоби било префрлено на клиниката за детски болести во Скопје, каде што било лекувано и потоа е вратено во домашни услови, меѓутоа во петокот наспрема сабота е префрлено на инфективна клиника заради типична клиничка слика на морбили. Бидејќи клиничката слика покажувала многу тешка состојба, истото е префрлено во ноќните сати на педиатрија, вратено значи назад, бидејќи е 13-месечно дете, и истото екзитира во доцните часови. За жал, констатирам дека ова е трет смртен случај од морбили во оваа календарска година. Епидемиолозите апелираат друг начин на заштита од морбили. За еден ден 5 нови случаи се потврдени со морбили. Од стартот на епидемијата бројот на болни се зголеми за 220. Со абстиненцијата од вакцинација го доведувате своето дете во огромен ризик. Правите нешто што може да ви биде жал и да се каете цел живот. Зошто? Преку вашата немарност или залуденост со светските мрежи, во кои што може да пишува или да најдете не знам какви податоци, се доведувате себе во ризик да заболите ако вие не сте лично имунизирани поради ова заболување. Децата се ни криви ни должни. Немој да направите геноцид на своето дете. На клиниката за детски болести 5-месечно бебе со морбили е во критична состојба, а пациенти со потешка клиничка слика со морбили има и на клиниката за инфективни болести. Од Министерството за здравство апелираат до родителите најодговорно да ги сватат препораките за вакцинирање со МРП вакцината, која заштитува од ова сериозно заразно заболување. Во текот на викендов на инфективната клиника се примени 9 пациенти со морбили, а највозрастната пациентка е на 47 годишна возраст. Според Асоциацијата на специјализанти и млади лекари, на огласите има лица кои се вработени иако имале пониска бодовна ранг листа од другите кандидати кои не се примени на работа. Може да се види дека на конкурсот се примени луѓе кои што имаат значително помал број на бодови од колегите кои што се пред нив, кои што по логика на нештата би биле доста попогодни за работното место по објективните критериуми кои што се тестовите кои што се полагаат, успехот за време на образованието и сите тие бодувања покажуваат дека тие би биле подобри кандидати, но сепак не се вработени поради тоа што законот дозволува дискреционо право на директорот на здравствената установа да вработи кого тој гледа за подобен. Истакна доктор Александар Каревски од Асоциацијата на специјализанти и млади лекари. Тој смета дека е потребно да се смени законот и директорите да не го имаат последниот збор, се со цел да не се појави сомнеш и злоупотреби од нивна страна. Процесот на вработување е следниот. Прво се взимаат бодовите од образованието, значи од медицинскиот факултет, просекот со кој што се завршил медицинскиот факултет. Потоа се полагаат тестови, еден стручен тест и еден тест по англиски јазик, од кој што исто така се внесуваат бодовите. И на крајот, според таа ранглиста, комисијата е задолжена, таа комисија која спомнуваат е задолжена за да ги верифицира овие бодови и успехот од просек. Но на крај на све тоа се прави ранглиста од која што директорот на здравствената установа ги повикува кандидатите на интервју, врз основа на кој интервју он има дискреционо право на било кој од тие што се на ранглистата, без разлика кој е, да речеме, на врвот или на дното на листата, може да го вработи. Истакна доктор Александар Каревски од Асоциацијата на специјализанти и млади лекари. Тој смета дека е потребно да се смени законот и директорите да не го имаат последниот збор, се со цел да не се појави сомнеш и злоупотреби од нивна страна. Истакна доктор Каревски. Од Асоциацијата очекуваат средба со министерот за здравство Венко Филипче, со кого ќе разговараат за проблемот и можноста да се смени законот за здравствена заштита.
секој граѓанин да покаже повисока еколошка свест и да размисли што може да направи за да придонесе за почист воздух. Ваква порака беше испратена од денешната акција Ден без автомобили во Гостивар, во рамки на која улиците во централното подрачје на градот беа затворени за сообраќај 3 часа. Активноста ја организираше локалната самоуправа во соработка со полицијата и со невладини организации кои делуваат на полето на животната средина. Градоначалникот Таравари вели дека целта им е да ги поттикнат гостиварци да создаваат и негуваат еколошки навики. Знаеме дека и нашиот град, како и повеќето градови во Република Македонија, се загадени не 3-4, туку дури 10 пати повеќе од колку што е дозволено. Преку зима, значи, се покачуваат овие вредности, што е добар индикатор, што ни покажува дека најверојатно загадувањето е поради начинот на кој што се загреваме, се затопуваме во нашите домови. Денес организиравме акција 3 часа без автомобили и тоа се однесува од 12 до 15 часот, ако не грешам. Целта не ни е дека ако не ги користиме автомобилите, само 3 часа ќе го исчистиме градот, туку да ги разбудиме луѓето барем 1 час да размислат дека како секој од нас можеме да помогнеме за да ја одржиме почиста нашата животна средина и воздухот од кој што дишеме сите. Гостиварската локална власт подготвува локален акциски план за животна средина, а во работната група се вклучени инспектори, експерти, представници на невладиниот сектор. Документот според најавите ќе биде готов на пролет и ќе содржи конкретни мерки и активности за справување со загадувањето и со другите еколошки проблеми. Од почетокот на оваа година во Гостивар речиси секој ден граѓаните дишеле загаден воздух. Среднодневната вредност на штетни PM10 честички во 2019-та веќе била надмината 30 дена, а дозволената граница е 35 во текот на целата година. Општина Тетово и Цивил потпиша меморандум за соработка и партнерство, со кој ќе се преземат заеднички активности во насока на спречување на насилен радикализам. Мене ми е чест што денеска се наоѓаме во општината во која навистина има многу предизвици, но очигледно има и многу идеи и подготвеност за надминување на тие предизвици. Тоа што ние денеска овде го направивме е подпишување на меморандумот за соработка со општина Тетово, со господја Теута Арифи, градоначалничка на општината. Овде ние се обидуваме да дадеме свој придонес како граѓанска организација која се залага за надминување на насилниот екстремизам, за пружање на поддршка на заедниците да станат што е можно поотпорни во поглед на насилниот екстремизам, радикализацијата на различни општествени групи и се разбира превенција од мотивите, потенцијалите, опасностите од тероризмот, кој е најголема закана во моментов во целиот свет, а така и кај нас. Тоа што ние ќе го направиме заедно со општина Тетово, заедно со полицијата, граѓанките и граѓаните на Тетово, граѓанските организации, училиштата и други институции е да се обидеме да ја зајакнеме јавната свест за опасностите од насилниот екстремизам, да ги намалиме, односно да ги превенираме сите мотиви кои би воделе кон радикализација на младите и на други различни заедници и групи во општеството. Тоа што е важно, можеби најважно во нашата работа во проектот Заедниците против насилниот екстремизам е дека ние се обидуваме да му понудиме на општеството различни модалитети, различни идеи за тоа како можат да го изразат своето евентуално незадоволство, својот револт или пак своите пораки да ги артикулираат преку законски и уставно дозволени, односно гарантирани начини и средства. Значи, мирољубивото,
ненасилното комуницирање со институциите е тоа што ние се обидуваме да го понудиме како субститут, односно замена за радикализацијата која ја гледаме во општеството. Значи, со ненасилни средства до решение на проблемите, а не со насилен екстремизам или радикализација. И уште еднаш и благодарам на градоначалничката Арифи, која во општина Тетово ни даде простор и ни овозможи услови да продолжиме со нашата работа во проектот. Значи, исто така, јас сакам да искажам благодарност и задоволство од подпишувањето на денешниот меморандум. Значи, ова е дел од нашата соработка како општина Тетово, што го имаме со многу граѓански организации, имајќи го предвид фактот дека веруваме во вредностите и во каузите кои овие граѓански организации ги представуваат и кои сметаме дека се многу важни и за демократизација на нашето општество понатамошно, но и за воздигнување на нивото на толеранција, на разбирање, на луѓе кои имаат различни идеи, но што е важно, тие различни идеи да најдат начин да ги искажат, како да кажам, мирно и нормално кроз еден процес на диалог. Исто така сакам да напоменам дека градот Тетово е дел од градовите кои се именувани како Strong Cities. Тоа е еден проект кој е воден од страна на State Departmentот, за тоа што претежно се работи, или како дефиниција на Strong Cities, се градовите кои инвестираат, значи, во вредностите на културата, на разбирањето, на инклузивноста, како начини за да се превенираат нормално недоразбирање или конфликти за кои најмалку нашето општество има проблеми. Исто така, значи, во рамки на овој процес сме многу активни во рамки на училиштата, со разни проекти за да го зголемиме капацитетот на водење на диалог меѓу младите како една од најдобрите шанси или можности за да младите да веруваат токму во тие вредности на диалогот, на разбирањето, па и на крајната дебата, но секогаш во рамки на тие што се демократични можности на една држава и на едно општество. Затоа сакам да се заблагодарам до организацијата Цивил, до нашите пријатели кои денеска се гости во општина Тетово и исто така кажуваме дека и во иднина остануваме отворени, ентузијасти за овој тип на соработка и на проекти. Вчера околу 18 часот во гостиварската општа болница Ферит Мурат бил донесен 35 годишниот ФМ од село Падалиште, субодна рана во левата надлактица, а која со нож му е нанео 41 годишниот соселенец БС. На повредувањето на ФМ му претходила меѓусебна вербална расправа околу двајца малолетници, роднини на БС, кој набрзо потоа лишен од слобода и задржан во полициската станица Гостивар за натамошна постапка, односно целосно расчистување на случајот. Во гостиварската општа болница пак Ферит Мурат вчера, околу 8 часот и 30 минути, донесен 49 годишниот гостиварец АН, кој влегувајќи во објект стамбена зграда во изградба во која работел, според пријавеното, стапна на дрвена штица, која наједнаш му се превртела и при тоа задобил тешки телесни повреди, скршеница на десен скочен зглоб од ногата. По укажаната лекарска помош, тој е пренесен на скопските клиники. Извршен увид на местото на повредувањето и се работи на целосно расчистување на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 1 часот извршиле контрола на бучава во два гостителски објекти на улицата Димо Гавровски кара во Тетово. При контролата со фонометар биле измерени 10, односно 20 децибели погласна музика од максимално дозволената и на собствениците на овие два објекти ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци согласно Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Во изминативе 10 денови од овој месец, Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај спроведе повеќе засилени контроли за брзина, во кои биле откриени и законски санкционирани вкупно 207 прекршоци, односно пречекорување на дозволената брзина.
Откриените прекршоци во овие контролни заокружени се со 151 мандатен, 26 прекршочни платни налози и 30 писмени опомени. Во контролите исто така, откриени се 19 други видови прекршоци, истечена регистрација и управување без возачка дозвола, под дејство на алкохол, возачи почетници, кои не се придржувале на предвидените ограничувања и така натаму, и за нив се изготвени соодветни поднесоци. Времето денес беше променливо облачно, во западните делови попладне со слаб локален дош, а на планините имаше слаб снег. Температурата се движеше од 0 до 8 степени. Времето утре ќе биде променливо облачно со локален дош. Температурите ќе се движат од -5 до 5 степени.